Премиерот Никола Груевски и неколку министри од владата на Република Македонија синоќа на трибина им се обратија невелешани. За македонскиот премиер главна тема беше економијата и заложбите на неговиот тим да доаѓаат странски инвеститори, потенцирајќи ја најновата инвестиција на германската компанија Маркарт. Дојдоа, минатата недела, одржаа пресконференција, кажа 2008 година владата не контактираше, од тогаш до денес уште не знам колку пати сме ги контактирале, презентации, уведувања, средби, состаноци, документи, податоци, вакви податоци, такви податоци, на терен, на крај ги донесовме тука, па градоначалникот се приучи, па ова, па она, и еве ги сега, февруар, март следната година, како што кажа човекот, треба да ја почнат градбата на фабрика што ќе работи 600 луѓе тука во денес. Груевски се обрати и на опозицијата во поглед на критиките кои, како што вели, можат да и наштатат на македонската економија. Во ова го поддржи и вице-премиерот Пешевски. Инфлацијата е под контрол. Девизните резерви се на највисоко ниво, над 2 милиарди евро. А курсот на денарот не е пипнат, не е мрднат. Иако имаше и удари директно од опозицијата, ќе девалвира денарот кога почна кризата 2009. И се направи удар врз банките. Тоа е онаа штета што ја прави опозицијата за која што премиерот говори, кога треба да се има мерка што се збори. Кога се нема мерка, само се прави штета. Но ние го издржавме и тоа во координација со Централната банка. Груевски се осврна и на грижата за маргинализираните групи, гринфилд инвестициите, како инвестициите во здравството. Тој рече дека иако невработеноста се намалува, се уште незиниот процент не задоволува. 38% беше во 2016 кога дојдовме. 38%. Сега околу 28,8, пак е многу висок. Ама во едно тешко време на светска економска криза, 2008, 2009, 2010, и време на европска должничка криза, успеавме за 10% поени да го намалиме. Во време кога во другите држави низ Европа расте. Дали сум задоволен? Не сум задоволен. Посакувам уште намалување и мислам дека може уште. И убеден сум да не беше ова криза, ќе бевме доста под 20% според мене. На синокешната трибина Груевски беше придружуван и од министрите за транспорт и врски, образование, труд и социјална политика, како и министерката за култура. Присутни беа и велешките пратеници, како и градоначалникот и претседателот на Советот. Пред трибината во Велес, премиерот и владиниот кабинет ја посети и општина Жашка. Најголем број велешани новата 2014 година ќе ја дочекаат во домашен амбиент. Ниските примања значително ги ограничуваат во изборот на локацијата за дочек на новата година. Подалечните дестинации ретко кому му се во план годинава. Финансиски мојта е толкава. Така. А размислувате ли можеби за некоја понуда надвор од границите на Размислувам ако ми падне на лото седмица. Поубаво ми е дома. Од дома нема поубаво. Ма ете, години да ќе се чека дома, ете некогаш... Ами се, ако испадне некој непредвиден план, може да отидам. Дома, зошто? Финанси. Ја одев дојка бев помлад, сега како пензионер, малце е по-друго, ситуацијата е друга. Иначе, планирам нешто, ама уште не знаеме, не сме се договорили уште. Дома. Зошто? Сам двајцата. Размислувате ли да заминете на некоја подалечна дестинација? Не. Зошто? Зошто нема пари? Туристичките агенции пак располагаат со бројни понуди за граѓаните. Оваа година најголем број граѓани кои решија да излезат за празниците надвор од државата ја одбраа Будва. Најинтересно се некако за Будва, за Истанбул, Будимпешта, Виена, Копаоник. Значи различни понуди, за Будва имаме 3 понуди кои што нудат сами по себе, значи различни можности со 2 ноќевања со појадок и имаат различни посети, значи некои се до Дубровник, некои се до Цетиње, некои има до Котор, значи тоа се доплаќа накнадно во секоја во агенцијата. Истанбул, Виена, Солун, Мадрид, Будимпешта се само дел од понудите на туристичките агенции. Од таму велат дека интересот е задоволителен, но сепак многу е поголем бројот на граѓани кои ги посетуваат да набават само авионски билети за некои од европските земји. Копаоник има за 179 евра 2 полни пансиони, значи со вклучен превоз. Златибор има за 99 евра со 2 ноќевања и појадок, разглед на Златибор. И тоа е тоа. Граѓаните пред се, значи, се заинтересирани, некои си се распрашуваат само, некои имаат резервирано, но сепак поголема е, значи,
Поголемо е барањето на авионски карти сега во овој период, сите одат да ги видат своите најблиски, значи во Германија, Швајцарија, така да повеќе сега работиме со авионските билети. Оние пак кои се уште не донеле одлука каде ќе ја дочекаат новата година имаат голем избор. Рестораните во градов веќе излегоа со своите понуди и менија за најлудата ноќ во годината. За разлика од Велес, во главниот град состојбата е сосема поинаква. Уште пред речиси 2 недели распродадени се аранжманите за најдалечните дестинации, меѓу кои Индија, Израел, Дубај, Малдиви. Оптимистички се прогнозите за развој на економијата во Велес по најавата за доаѓањето на германски маркарт. Премиерот Груевски на синоќешната трибина информираше дека големи се шансите компанијата да отвори 2 фабрики во индустриската зона Караслари. Инвеститорот не крие дека купи доста поголем плац од тој што му треба за оваа фабрика. Тоа е сигнал дека ако се оди како што треба, дека има добри шанси подоцна да отвори уште 1 или 2 капацитета, како што направи Джонсон Мети. Изгради една фабрика, да види како ќе оди, видува дека добро оди, изгради уште една. Сега дојде да отвараме втората, тој ми вели, од тој што дојде представникот, мислам дека беше председателот или член на управниот одбор, вели сега, ние сме многу задоволни од ова тука и размислуваме и за трета, не сме донели одлука, ама размислуваме. Градоначалникот Чадиев пак, по подпишувањето на договорот со Маркарт потенцираше дека инвеститорот ќе гради на парцела од 15.000 метри квадратни, задоволена што општината успева да одговори на потребата на инвеститорите. Според него, во најави е уште една странска инвестиција, но за истата не сакаше да изнесува премногу детали. Инвеститорот од општината побара да имаме детален урбанистички план, односно тоа е пошто е во населено место, локална урбанистичка планска документација која согласно законот ја подпишува градоначалникот и станува полноважна, тоа е веќе направено. Побара да има пристапен пат до тој сегмент и нормално одвод и довод. Тие се сите сегменти што беа побарани од нас, меѓутоа тоа ние го правиме за целата индустријска зона, не го правиме само за оваа парцела, затоа што таму има неколку парцели кои скоро ќе бидат објавени за продажба, понудени. Веќе имаме уште еден потенцијален инвеститор кој го очекуваме во март месец да биде на преговори. Меѓутоа, ќе го ставиме тоа за тој период. Германската фабрика за автомобилски делови Маркарт има своји индустријски капацитети во вкупно 9 земји, во кои работат повеќе од 7.000 лица. Локалната самоуправа се справува со се почестиот проблем во општината – дивите депонии. Тие никнуваат на неколку локации во градот. Градоначалникот Чадиев вели дека досега били чистени неколку депонии, а оваа динамика ќе продолжала и понатаму. Знаете, самите бевте сведоци дека од една депонија се изнесуваат по 20, по 30 шлепери, големи камиони со разни отпадоци. Самите сте и сведоци каков пустош остана после дигањето на приколките на брегот на езерото Младост. Истата ситуација и овдека во соработка со јавно комунално предпријатие Дервен ќе бидат детектирани сите депонии. Ние такви депонии имаме за чистење, веќе успеавме и се подпишани договори со Раштани, Бузалково, ја бев на состанок со местните жители од село Бузалково и они сакаат да се приклучат во системот на собирање на отпадот. Со ова, вели Чадиев, општината ќе се потруди во текот на идната година да ги вклучи сите населени места во акциите на собирање на отпад, но тука и проблемот со несовесните граѓани, кои пак само придонесуваат кон зголемување на отпадот. Имаме и состојба кај што несовесни граѓани истураат отпад кај ќе стигнат. Значи, едноставно, ние во моментов сме во, како да кажам, во трка. Кого ќе пресретнеме и како ќе пресретнеме. Меѓутоа, за во идната година ќе ги вклучиме заедно, ќе поразговараме и со СВР и ќе направиме неколку поголеми акции токму во овој сегмент да ги спречиме што повеќе да не фрлаат на дивите депонии луѓето колку што може. Согласно со планот за воведување на услугата во руралните средини, во месец ноември, општината започна со собирањето на отпад во населените места Отовица, Сујаклари и Раштани. Градоначалникот Чадиев очекува овие акции со поголем интензитет и вклученост на граѓаните да продолжат и идната година.
Лековите на позитивната листа ќе се издаваат со нови намалени цени. Од 19 месецов, Фондот за здравствено осигурување, во согласност со 42 фармацевтски куќи, околу 170 лекови ќе бидат без доплата или со минимална доплата од 50 до 100 денари. На 170 лекови им се намалува доплатата, а на 110 од нив им се намалува партиципацијата, а на 21 лек што се користат во 15 нови терапии, како препарати за кардиоваскуларни, ревматски за заболување на тироидната жлезда, аналгетици, антибиотици, како и за дигестивни нарушувања, првпат ќе бидат достапни без доплата. Ова е четврта ревизија на цените, што ќе значи годишна заштеда на фондот од 88 милиони денари, а за пациентите до 31 милион денари, или вкупно 119 милиони денари заштеда на целиот здравствен систем. Чекори кон Европа, Македонија и Словенија, музичко-драмскиот перформанс синоќа беше премиерно представен пред Велешани. Се работи за детски мюзикал во кој учествуваат околу 16 деца. Тие преку зборови, игра и песна ја прикажа македонската и словенечката култура. Весна Димитрова Бобевски, која е дел од представата, а воедно и текстописец и автор, вели дека во целост е задоволен од представувањето. Вели дека работата со деца не е едноставна, но е нешто кое не може да се опише со зборови. Со ова се прави развој за свесноста кај младите за нивната сила. Тие самите преку вложување на време, енергија и талент треба да бидат двигатели за промените кои придонесуваат во подобрувањето на животот во општествената заедница. И преку пренесување на разликите се откриваат и сличностите на нашите земји, народи, култури и се отварат можности за размена на нови идеи и поинтензивна соработка на сите полења од взаемен интерес на сите земји, не само на Словенија. Драмско-музичкиот перформанс е во соработка со Словенечката амбасада во Македонија. Словенечкиот амбасадор Бранко Раковец вели дека македонските деца не само што се амбасадори на македонската култура и песна, тие се амбасадори на словенечката култура. Според амбасадорот Раковец, културата представува најдобар начин да се доближат пријателските народи, како што се македонците и словенците. Тоа беше едно многу позитивно изненадување за нас сите и сега мислим да е нормално и разумливо дека беше таа представа голем успех во Словенија. Многу добро таа представа прими словенечката публика и македонците кои живеат во Словенија. Култура секогаш е најдобар начин да се зближува народите, посебно пријателски народите како што се словенци и македонците. Детската представа Чекори кон Европа, Македонија и Словенија пред околу 2 недели гостуваше во Република Словенија. Авторката на представата Димитровска Бобевски, како и амбасадорот Раковец, се надеваа дека истата ќе биде прикажани во другите градови широм републикава.